Иднината на секоја држава ја градат децата, кои, ако се добро насочени и образовани, се најголем потенцијал за економски и политички просперитет на општеството. Затоа, вложувањето во квалитетно образование не треба да има цена. Образовниот процес во Македонија неколку пати досега трпеше реформи, кои најмногу ги почувствуваа учениците, но и родителите, кои се најзасегнати од промените во училиштата. Една од најголемите промени во образованието во Македонија, на која дел од граѓаните се уште се навикнуваат, е деветолетката, која стартуваше во 2006 година, со што за најмалите во нулта група се обезбедија соодветни учебници, прилагодени на нивната возраст, а во трето оделение се воведе изучување на англиски јазик. Во шесто оделение се изучуваат задолжителни и изборни предмети, со цел учениците полесно да се насочат кон средното образование. Карактеристично за македонскиот образовен систем е тоа што учениците до трето оделение не добиваат оценки. Сепак, дел од родителите сметаат дека учениците се непотребно оптеретени со голем број наставни часови и изучување на обемен наставен материјал. Колку за споредба земавме примери од неколку образовни системи во Европа, кои би можеле да бидат пример за луѓето кои го креираат образованието во Македонија. Во Холандија, на пример, учениците под 10 годишна возраст не добиваат домашни задачи, а учениците под 12 годишна возраст немаат тестови. Во состав на часовите има сексуално образование и едукација за опасностите од консумирање на дрога и алкохол. Отсуствата од училиште и доцнењето се сваќаат многу сериозно, и ако нема добра причина за тоа, на родителите може да им биде напишана казна, па дури и да бидат затворени 1 месец, а ученикот да мора да извршува општествено корисна работа. Во Германија пак, учениците учат да возат велосипед според сообраќајните правила, а потоа полагаат. Секој одмор на училиште се користи за престој на свеж воздух во дворот, а оценки, слично како кај нас, почнуваат да добиваат од трето оделение. Во Швајцарија, пред поаѓање во училиште, психолог зборува со децата и доколку смета дека детето се уште не е доволно созрено за на училиште, ги советува родителите да почекаат уште 1 или 2 години. А носењето мобилен телефон е строго забрането во училиштата. Во Чешка пак, за време на летниот распуст има едукативни кампови за учениците, а во зима има рекреативни часови, каде учениците учат да скијаат. Во многу училишта има и часови за танц.